Поради ситуацијата со COVID-19, второто полугодие од учебната 2019-2020 година за учениците заврши во домашни услови, односно со учење на далечина. За тоа да не продолжи во наредната учебна година, од Министерството за образование и наука се прават напори да се изнајдат најдобрите начини за нормално следење на наставата, со тоа што во тек е истражување по пат на анкети за директори на училиштата, но и за родителите. Во тој контекст и заменик министерката на Министерство за образование и наука Елизабета Наумовска деновиве остварува средби со директори на училиштата во државата со цел да се дознае фактичката состојба. Денес Наумовска беше во Штип, а од директорот на Штипското општинско основно училиште Гоце Делчев, Трајче Димов, МНЕТ МК дознава дека е разговарано за повеќе алтернативи, од кои најголем акцент е ставен пред се да се реши овој проблем во однос на прводеленците. Физичката настава со ниедна друга наставна, посебно начин на изведување на настава, посебно за овие дечиња, не може да биде и не може да се реализира во целост она што им е потребно како едукативна компонента, воспитна компонента, социјална компонента, и од тие причини се надевам дека ќе се изнајдат услови првачињата со физичко присуство да тргнат на училиште. Како ќе биде се уште не можам да кажам, одлуката ја носи Министерството за образование, меѓутоа се надевам дека ова зло што ни се случи ќе не одмине во голем дел, така да 1 септември го започнеме онака како што навистина треба. Новата учебна година да започне како што навистина треба, очекуваат и родителите, кои се револтирани од сегашниот однос на Министерството за образование и наука кон учениците. Дијана Насева, родител на 2 деца ученици во основно училиште, е една од нив која активно е вклучена од првиот ден како започна онлайн наставата, со тоа што секојдневно била во расчекор помеѓу образованието на нејзините деца од дома, но и извршувањето на нејзините работни обврски од дома. Ние како родители, кои што директно бевме вклучени во образовниот процес, заедно со нашите наставнички и со училиштата, бевме револтирани од една платформа која што се појави дека ќе тргне 2022 година како платформа за далечинско учење и која што нас воопшто нема да ни олесни сега во септември. Меѓутоа, дали поради реакциите на родителите, па и на наставниците, од Министерството пуштија еден анкетен прашалник согласно кој ќе треба да си ги ускладиме потребите, барањата, несогласувањата, недоследностите во учењето од далечина, па дури ни дадоа можности да дадеме предлози и насоки како таа програма да се реализира. Кои беа вашите идеите во анкетниот прашалник? Пополнивте ли дел од вашите идеи? Да, се разбира, јас си го споделив со други родители, најдов на интерес кај сите, бидејќи имаме една група на родители на ниво на држава кои што се инволвиравме во процесот. Сметам дека доколку продолжиме со учење од дома, би требало многу да се подобри пристапот и да има во живо интеракција со наставниците кои што ќе го реализираат образовниот процес. Би требало тоа да биде, да речеме, од 9 до 12 часот предавања онлайн пред компјутер. Се надевам дека за тие што немаат компјутер ќе се обезбеди компјутер, бидејќи со смарт телефоните не може да се работи таква настава. Доколку немаат приклучок до интернет, се надевам дека ќе имаат сите деца за да може да се обучуваат така како што треба. И тестовите кои што ќе ги прават, значи проверката на знаењата да биде со директна прегледност од наставникот, а не да ги работат родителите и на крајот да имаме нереално оценување. Во однос на основните услови за оние ученици кои ги немаат, конкретно интернет конекција или компјутер, директорот Трајче Димов рече дека Општинското основно училиште Гоце Делчев има и опција и услови за тоа. Нашето само училиште при самата анкета го направи тоа да дел од тие ученици доаѓаат физички овде, наставниците бидат присутни овде, а преку платформите кои ги имаме како можност за реализација на онлайн настава, другите ученици онлайн да ја
следот. Значи еден комбиниран начин, меѓутоа навистина се она што е предвидено со наставниот план и програма биде што е можно подостапно до децата и да се поуспешно реализира. Меѓутоа, ние за среќа овој период сме, како сега зборувам за моето училиште, за училиштето Гоце Делчев, сме добро опремени, така да во секој училница, во секој кабинет имаме компјутер, имаме LCD проектор, смарт табла, така да нема да ни биде проблем да се реализира настава. Сепак, иако останува надежта дека до септември кризата со коронавирусот ќе заврши, безбедноста и здравјето на децата, доколку е возможна физичка настава, треба да се приоритет за сите инволвирани во образовниот процес. Остануваат неполни 2 месеци до тогаш, време кое би требало да биде доволно да се најде најдоброто решение.